Ориз, пченица, јачмен се дел од земјоделските некогашни култури кои биле застапени во селото Уларци во општината Чешиново Облешево. Некогаш секојдневие и можно за добра заработувачка, а сега само за анимација за повозрастните. Жителите на селото велат дека младите се заминуваат, а тие се последната генерација кои се занимаваат со оваа гранка. Работам 5 хектара ориз и 3 хектара житарица. Нема неисплатливо е, немаме сигурни цени, немаме ништо, се оде нагоре нашто паѓа надоле. Оризо беше прошлата година 39-40 динара, са 35, а другото се е качено. Не, ние сме последна генерација. Јас сум 67 години, последна генерација што работим на земјоделие. Нема младите си побегаа, не си споженија. Па да кажам, јас со башта си живеам само. Сеам си пипер, патиџани, тоа е. Ништо друго. Дали има заработка од тоа што го одгледувате? За нас сам. За продавање. Па после така од тугај, сега се прска и се мора да работиш, да прскаш, па да искараш нешто. Земјоделие одгледуваме ориз и мумурска семе, нешто, пченица, јачменче, со тоа се занимаваме, али тешко е. А има ли пари од тоа денеска? Абе види, зависи кој какво ќе си го направи оризо. Ако имаш пари у џепу, ќе имаш приход од оризо. Ако имаш пари, капитал да имаш. Ако немаш пари, не можеш да искараш. Нели искараш ти од над 700 кила, ти си пропаднат пише. Нема од земјоделието што да чекаш. Некогаш селото било полно, додаваат селаните и велат дека моменталната ситуација загрижувачка. Недостасуваат многу работи, а највеќе самиот соживот и поводи за радост помеѓу луѓето. Да споменеме бивша Југославија. Во село графитира во Штип 99%. Од тоа 115 куќи беше, 70 куќи имаше станове и куќи се од оризо. Имаше, у школото имаше. Тамо кај децата дека учат. Тамо и гранки имаше. Одеме тамо ка. Тешко е у живото, гледайте како пустош стана едно село. Вие преска прашувате за игранки. Вилиндин се знаеше бе со тупани, со оро, со се. Божик се знаеше со тупани, со оро, со се. Моментално у народо изврте се. Заклучно со економската ситуација во државата, но и големите трошоци, се дел од главните причини за младите да ги напуштат своите огништа и да заминат во странство. Ки има ли кој да ги обработува нивите и дали селата ќе бидат живи во текот на годините е прашање кој ги запрашува сите. Од селаните на селото Уларци останува фактот дека мора да се надеваат на подобра иднина и екзистенција.